Национален консензус и гаранции за евроинтеграцијата на државата побара председателката Силјановска Давкова во своето годишно обраќање во Собранието. Упати повик за обединување околу стратешките цели на државата, нагласувајќи дека евроинтеграцијата не е само административен процес, туку политички предизвик кој бара јасни гаранции од Европската унија и од Бугарија. Ако има решение за Украина и Молдавија, лесно ќе се најде и за нас. Без јасни гаранции од ЕУ и од Бугарија и без соодветни заштитни механизми, со уште една уставна промена, ние ризикуваме од овој процес да излеземе, како што старецот на Хемингвеј излезе од морето, со костур од риба, со соголен, изглодан суверенитет и идентитет, национален и културен. На самиот почеток на својот говор, председателката се осврна на најболниот настан во изминатата година, трагедијата во Кочани, во која загинаа 63 лица. Потенцираше дека престојниот судски процес ќе биде лакмус тест за довербата во правосудството и за владењето на правото. Вон системското постапување не може да вроди со системски плод. Затоа, треба да ги оставиме на мир обвинителите да обвинуваат, бранителите да бранат, а судиите да судат. Партиите и политичарите треба да ги прекинат дневно-политичките препукувања на сметка на работата на судот и болката на семејствата. Во обраќањето беа опфатени и други клучни теми: реформите во јавната администрација, исилувањето на младите, заштитата на животната средина, борбата против фемицидот, потребата од нулта толеранција кон корупцијата и реформи во судскиот систем. Во својот говор Силјановска најави дека нема да именува двајца нови членови на судскиот совет се додека не се донесе законот за судски совет. Според незините проценки, ова тело мора да претрпи сериозни реформи затоа што досегашното е генератор на партизација, политизација и влијание врз судството. Во говорот Силјановска Давкова се осврна и на прекумерната урбанизација и загадувањето, заштитата на водите и шумите, борбата против фемицидот кој го нарече системски неуспех и побара нулта толеранција. На низиното годишно обраќање присуствуваа премиерот, председателите на Уставниот суд Ина Ману, гувернерот на Народната банка, поглаварите на верските заедници, представници на судската власт како и дипломатскиот кор.